Ево овие утрински сати, колега Крмов, внимателно ве слушав, поставивте неколку прашања, односно поставивте некои тези, пробавте да најдете некое реално решение, одговор на сето ова што се прави. Меѓутоа, господине Крмов, нема да го најдете и мислам дека сватите дека од ова законско решение се бара жртва која ќе ја легализира оваа матна криминално, правно хендикепирана, логички нелогична, економски неоправдана спогодба. Што е тоа толку криминално што владата на Заев брза вечерва, персетски начин, после 20 часа работење, ден и ноќ да брзаат да ги злоупотребат 33 милиона евра народни пари. Прво е пробано со Државното правобранителство, па владата со свој заклучок бара да се овласти државниот правобранител на Република Македонија да во име на владата го потпише да ја потпише оваа спогодба. Сепак таму има паметни луѓе кои ги виделе документите, не се решаваат на тоа и после поднесување на неколку дописи бараат начин да укажат на владата на културен начин дека овој криминал кој што го прават, тие немаат намера да го потпишат. Донесен е заклучок, значи информираат со допис дека донесен е заклучок, дека заклучокот е спротивен на Устав и законите. После неколку дописи повторно апелираат на еден цивилизиран начин дека државниот правобранител на Република Македонија уште еднаш укажува дека владата на Република Македонија нема правен основ да пренесе овластување на раководење и представување од владата на Република Македонија на државниот правобранител на Република Македонија и со тоа државниот правобранител на Република Македонија нема правен основ во име на владата во рок од 3 дена да ја потпише спогодбата за вонсудско решавање на спорови помеѓу владата на Република Македонија и Макрол АД Скопје. Или во превод, господине Крмов, државниот правобранител им вика: нема да ме најдете мене како жртвено јагне да ви потпишам нешто што е ваша обврска, да го потпишете само затоа што знаете дека правно е неосновано и нема никаква логика во оваа спогодба јас да ви ја потпишам. Затоа отидоа на втората варијанта, а тоа е обезбедување на владино мнозинство, 62 пратеници кои што ќе кренат рака и ќе легализираат оваа дивоградба во Република Македонија. Благодарам.